Му велам добро утро на господинот Васко Стојов, раководител на одделот за хидрологија во Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија. Господин Стојов, добро утро. Добро утро. Имате одлична позадина, која река ја гледаме позади вас? Тоа е река Тополка. Да, река Тополка е мирна, се надевам, деновиве. Каква е состојбата со другите водостои во земјава? Па генерално водостоите во горните текови се намалуваат, постепено се спуштаат брановите низводно по текот и моментално поголеми водостои бележиме во долните сливни подрачја на реките Брегалница, Црна, потоа Боротинска река, Крива река, Струмица и така. Дали со оглед на врнежите од дожд и снег што паѓа во изминатите денови, може да се каже дека на некој начин Брегалница изненади, бидејќи не важи, иако една од поголемите реки во Македонија, не важи за река со поголема опасност од излевање? Па не изненади воопшто, поготоа што ние најавивме дека ќе има поголеми истекувања во текот на викендот. И очекувано беше тоа затоа што во изминативе десетина дена имаме постојано дожд, снег, кои количини ги покачија водостоите на сите реки во Македонија и очекувано беше при појава на некои интензивни врнежи да се јават брзи истекувања, брзи покачувања на водостоите, па на одредени места и излевање. Со оглед на тоа што не се предвидени, односно прогнозирани нови врнежи од дожд во наредните денови, рековте дека генерално состојбата со водостоите се стабилизира, но како за понатаму, дали неколкудневен дожд во наредните денови може да доведе повторно во опасност водостоите и од кои реки најмногу се стравува? По моментално карактеристично за врнеживе што падна изминативе десетина дена беше тоа што западот и северот генерално беа со врнежи од снег, значи повисоките планински места беа покриени со снег и тоа предизвика стабилизација на водостоите во тие делови на сливните подрачја. Меѓутоа, таму каде што имавме повисоки температури, брзо топење на снегот, нови врнежи од дожд, очекувано беше да се појават покачување на водостоите и нормално брзи истекувања и одредени локални излевања. Во текот на наредниот период не очекуваме некои поинтензивни врнежи, така да очекуваме стабилизација на ситуацијата. Секако треба да бидеме внимателни доколку се јават високи температури и комбинација од врнежи од дожд. Во наредниот период секако би можело да се јават повторно брзи истекувања и брзи покачувања на водостоите. Меѓутоа за сега ситуацијата очекуваме да постепено се стабилизира. Има ли критични точки кога велите брзи истекувања, односно одредени реки кои се склони или важат како ризични? Секогаш најавувам дека секогаш е можна, значи, појава на поројни поплави и тоа зависи од појава на поројни врнежи и комбинација со топење на снег, при што секоја од реките може да донесат одредени проблеми. Дополнително се загрозуваат ситуациите доколку има отпад од остатоци од дрва, смет и било што кои се натрупуваат на одредени мостови и одредени места каде што вештачки се подкрива нивото на водата и дополнително се прави притисок на самите хидротехнички објекти, при што е очекувано да се јави одреден проблем и одредени излевања. Затоа не посочувам моментално ни една локација, затоа што секоја локација е потенцијална опасност доколку не се третира соодветно. Да, во таа смисла, веројатно би сугерирале превентивно да се искористи овој период на немање отсуство на врнежи од дожд, за да се исчистат каналите, односно да не се натрупуваат речните корита, за да се избегнат ризични ситуации во иднина. Па сметам дека општините веќе ги знаат тие критични подрачја, пошто се лоцирани веќе неколку пати и очекувам самите тие да си ја завршат својата задача.
Едино добро би било доколку воеднина размислуваат за подобрување на хидролошкиот мониторинг со поставување на дополнителни хидролошки станици на одредени локации каде што ние би можеле нашите хидролошки станици да ги модернизираме и на тој начин да добиваат навремени информации од терен, што секако како на нас така и на нив би им било од корист. И последното прашање во ова ваше утринско јавување, господин Стојов, би бил прочитав дека според последните мерења повисок водостој е измерен од просечниот декемвриски во Дојранското езеро, негде на нивото на декември што одговара на просекот е во Охридското езеро, но сепак Преспанското езеро и покрај овие обилни врнежи од дожд и снег во изминатите денови е се уште под апсолутниот минимум. Зошто не можеме да го вратиме Преспанското езеро барем на оној минимално ниво? Преспанското езеро е посебен проблем затоа што се соочува со децении со одредени притисоци кои не може така брзо да се реши со толку мали врнежи. Значи, секако треба постојано да врне, постојано да се внимава на езерото, да не се исцрпуваат водите од него во најкритичните моменти и тогаш би можеле да очекуваме некој подобрување. Секако и таму бележиме благ пораст во теков на изминативе десетина дена, меѓутоа се уште сме далеку од некој нормален водостој на тоа езеро, затоа што за таа работа потребно е сите три држави да внимаваат и да дадат свој придонес. Господин Стојов, ви благодарам за информациите. Ви посакувам успешен работен ден. Благодарам. Почитувани гледачи, останете со програмата на Телма, следува разговорот со следниот гост.